И трпео кметува. За време на Првата светска војна навратија неколку бугарски војници во Пејовото село и го побараа кметот. Кметот Пејо се истрча и учтиво ги праша со што може да ги услужи јунаците. Еден од војниците се представил како водач на дружината и во името на законот и власта побара од Пеја веднаш да му најде 5-6 магариња за да може некои работи да пренесе до фронтот. Кметот, како одговорно лице, ја прими наредбата и им вети дека ќе ја исполни, но рече дека тешко ќе оди таа работа, бидејќи селото е малечко, малку добиток има, па и тоа што нема достапно опрема, самари. Им го рече ова и ги замоли да останат тука пред крчмата, а тој ќе оди да ја изврши наредбата. Како секое село, така и Пејовото имаше зборно место. И Пејо се качи на ридчето, од каде што може да го слушнат селаните и од каде што ги издаваше сите наредби. Го истолчи долгиот врат, собра воздух во градите и извика колку што може посилно. Еј, селани бре! Дојдоа бугариња, сакаат магариња бре. Кој има магариња со самарчиња, нека тера низ долина. Кој има магариња без самарчиња, нека тера пред општина. Сите селани многу убаво го разбра и ја извршија неговата наредба. За неполн час, сите што имаа способен товарен добиток, веќе беа низ долиштата, а оние што имаа по некое доодено, мршаво, криво, слепо и без самар, ги дотераа пред општината. Се разбира дека ниедно не може бугарињата да земат, зашто требаше и него да го носат, а не да го товарат. Така кметот Пејо ја изврши наредбата од воените власти и ги спаси своите селани од јавен грабеж.